Добар ден, ученици! Добро дојдовте на видео часот по географија за 6-то деление. Јас сум Маја Величковска, наставник по географија во Основното училиште Дане Крапче во Скопје. Наставната единица за денешниот час е распоред на копното на земјата. Цели на овој час се да се запознаеме со распоредот на копното на земјата, да го воочиме со односот на копно и вода на земјата, да ги набројуваме континентите и океаните на земјата и истите да ги демонстрираме на карта, да го разликуваме просторот на стариот и новиот свет. Вкупната површина на земјата изнесува 510 милиони километри квадратни. Поголем дел од нејзината површина е покриен со вода, односно океани и мориња, кои што се поврзани меѓу себе и го сочинуваат Светското море. Вкупната површина на Светското море изнесува 361 милиони километри квадратни, или 71%, додека копното зафаќа површина од 149 милиони километри квадратни, или 29% од вкупната површина на земјата. Односно, 2/3 се водни површини, 1/3 се копнени површини. Најголемите копнени делови, кои што од сите страни се обкружени со водите на Светското море, се викаат континенти. На земјината површина има 7 континенти: Северна Америка, Јужна Америка, Африка, Европа, Азија, Антарктик, Австралија со Океанија. Океанија е заедничко име за неколку групи на острови, кои што се наоѓаат во Тихиот океан. Вкупната површина на сите континенти изнесува 139 милиони километри квадратни, додека островите зафаќаат површина од 10 милиони километри квадратни. Најголем континент е Азија со 44 милиони километри квадратни. Потоа следува континентот Африка со вкупна површина од 30 милиони километри квадратни. Северна Америка 24 милиони километри квадратни, Јужна Америка 18 милиони километри квадратни, Антарктик 14 милиони километри квадратни, Европа 10 милиони километри квадратни и најмалиот континент Австралија со Океанија зафаќаат вкупна површина од 9 милиони километри квадратни. Најголемите водни површини се викаат океани и меѓусебно се раздвоени со континенти. Најголем е Тихиот океан со површина од 180 милиони километри квадратни, се простира помеѓу западните брегови на Северна и Јужна Америка и источните брегови на Азија и Австралија. Атлантскиот океан зафаќа површина од 93 милиони километри квадратни и се простира помеѓу западните брегови на Европа и Африка и источните брегови на Северна и Јужна Америка. Индискиот океан се простира помеѓу континентите Африка, Азија, Австралија и зафаќа површина од 75 милиони километри квадратни. Јужен леден океан зафаќа површина од 20 милиони километри квадратни и се простира северно од Антарктикот до 60 степен јужна географска широчина. Најмал е Северниот леден океан, кој што зафаќа површина од 13 милиони километри квадратни и се простира северно од северните брегови на Европа, Азија и Северна Америка до Северниот пол. На следнава карта можеме да заклучиме дека поголемиот дел од копнените површини се протегаат на северната хемисфера, односно континентот Азија, Европа, поголемиот дел од континентот Африка, Северна Америка и дел од континентот Јужна Америка. Односно, на северната хемисфера 61% зафаќаат водните површини,
39% копнени површини. На јужната хемисфера се протегаат континентите Австралија, Антарктик, Јужна Африка, поголемиот дел од континентот Јужна Америка. 81% зафаќаат водните површини, 19% зафаќа копното. Или пак, на северната хемисфера, 3/5 зафаќаат водните површини, 2/5 копнените површини, додека на јужната хемисфера 4/5 зафаќаат водите, 1/5 копното. Континентите Азија, Европа и Африка уште се нарекуваат и континенти од стариот свет, бидејќи за овие континенти се знаело уште многу одамна и се претпоставувало дека не постојат други континенти. Меѓутоа, поголемите географски откритија, реализирани од страна на морепловците Америко Веспучи, Христофор Колумбо, Фернандо Магелан и Џејмс Кук, биле откриени и континентите од новиот свет, односно Северна Америка, Јужна Америка, Австралија, Антарктик. Да повториме. Под 1. Броевите пред зборовите напишете ги на соодветните места на сликите. Под 1 Африка, 2 Северна Америка, 3 Азија, 4 Австралија, 5 Јужна Америка, 6 Европа. На следниот слајд можеме да ги погледнеме точните одговори. Првата слика, доколку ја обележавте со бројот 6, тој е точниот одговор. Значи, на првата слика е представен континентот Европа. На втората слика, континентот Австралија, Африка, Јужна Америка, Азија, Северна Америка. Под 2. Препознате за кој океан станува збор и напишете го неговото име во празните редови. Под А. Расположен северно од Антарктикот и јужно од 60-тиот степен јужна географска широчина. Под Б. Се простира помеѓу Африка, Азија и Австралија. Под В. Северно од Европа, Азија и Северна Америка. Под Г. Се простира помеѓу западните брегови на Северна и Јужна Америка и источните брегови на Азија и Австралија. Под Д. Меѓу западните брегови на Европа и Африка и источните брегови на Северна и Јужна Америка. Одговорот е точен, доколку океаните ги подредивте по следниот редослед. Под А. Јужен океан, Б. Индиски океан, В. Северен леден океан, Г. Тихи океан, Д. Атлантски океан. Ви благодарам на вниманието.